Почитувани, започнува уште едно издание на емисијата Магазина Телевизија Мега. Представата Смислата на животот по текст на израелецот Идо Нетањаху во режија на Благој Мицевски е најновата премиера на Битолскиот народен театар, која што премиерно ќе биде изведена со почеток во 19 часот и 30 минути на големата сцена во Народниот театар во Битола. Ова воедно и прва премиерна представа на Битолскиот ансамбл за оваа 2017 година, подетално да слушнеме во продолжение. Утре вечер со почеток во 19 часот и 30 минути на големата сцена во Народниот театар во Битола премиерно ќе биде изведена представата Смислата на животот во режија на Благој Мицевски од израелскиот автор Идо Нетањаху, познат на битолската публика со пиесата Happy End, кој по втор пат работи во Битолскиот народен театар. Текстот за представата е инспириран од делото на автентична личност, познат психотерапевт кој го преживеал Холокаустот, а потоа ширел идејата за справување со најтешките моменти во животот. Тоа е Виктор Франкл, кој во Израел објавил неколку дела и се смета за култна личност што развил сопствена гранка во психијатријата. Неминовно тегобен текст и тема на со која што се срекнуваме секојдневно, би рекол, и која што на некој начин ни помогне и на сите нас да се размислуваме за тоа што правиме, како правиме, колку придонесуваме за светот во кој што живееме да стане подобар, што е и главната идеја. Моја лична, меѓутоа и на представата која што пак неминовно во еден дел покрај историските факти од животот на Франкл, кој што го преживеал Холокаустот и ја измислил логотерапијата, се допира и до денешното живење и проблемите и светот во кој што живееме таков каков што е. Не би откривал кој е нашиот став кон тоа, затоа што тоа е содржано во представата, која што ве поканувам да ја погледнете сите. Тука до мене се, како што кажав, главните актори кои што го носат действието во представата, кое што на некој начин е поделено на два дела. Едниот дел е клиниката на доктор Франкл во 50-тите години во Виена, која што ја посетува господја Шилер затоа што има определен проблем со своето дете и сака да го реши, меѓутоа неминовно настаните водат во минатото и тука се случуваат многу сцени кои што не навраќаат за животот во концентрационите логори, за визиите, привидувањата на луѓето кои што се од крв и од месо и кои што секојдневно во екстремни услови се обидуваат да преживеат и да ја најдат смислата за да го продолжат животот понатаму. Главната улога во представата ја игра Петар Горко, кој ќе го глуми доктор Франкл. Тој истакнува дека доктор Франкл е лик кој тешко може да се одигра, но сепак може кога си има одлична актерска екипа. Председателно се заблагодарам на мојот, да речем, школски другар Благој, која соработка на како режисер и актер за прв пат ни се случува во овие 26 години заедничка работа. И ми е посебно драго што го работевме овој текст. Секогаш е предизвик да се игра еден лик кој навистина постоел, кој го има и до ден денес и на YouTube. Виктор Франкл. И најинтересното од се, додека работевме и ова представа, пред да почнеме, излезе неговата книга на македонски јазик за прв пат. Значи, човековото постоење, смислата на животот. Тешко е да се игра еден ваков лик, меѓутоа во една прекрасна концепција, во една одлична актерска екипа, каква што можете самите да забележите, веќе многу пати како партнери докажана квалитетно, направивме се што можеме да направиме една представа која се надевам наистина ќе ви се допадне, затоа што нам искрено многу ни се допаѓа. Не дека не беше тежок процесот да се занимаваме со смислата на животот, за која што се моите ставови лични како Петар Горко, заедно со на Виктор Франкл, можем да кажем скоро идентични. Тој ја бара смислата на животот во душата на човекот. Тој вели кога ќе се извлече душата, секоја појава исчезнува.
И тоа е и за мене најважното нешто, кога ќе се излечи душата, човек може да прости и да едноставно да ги ублажи тие проблеми кои што му се случуваат. Љубовта е најважниот двигател во животот на секој човек, посебно зборувам од моје име. И таа е насока која што ја водам и во одбрана на неговото дело, и во одбрана на се што овој лик нуди во самиот текст на Идо, а и самите состојби кои се навистина многу тешки за играње во тие логори. Меѓутоа тоа пак на еден глумец му дава можност да направи една лепеза од сцени, емоции и разни трансформации на самиот себе. Така што не би зборувал повеќе, едноставно уште еднаш се заблагодарувам на целата екипа која што учествуваше, се заблагодарувам на Оливера Павлович која направи прекрасен превод. Веќе втора представа на нејзин превод работам и сум воодушевен каков е начинот на кој тој театарски израз на кој таа преведува. Актерската екипа во представата Смислата на животот ја сочинуваат и Васко Мавровски, Сонја Михајлова, Сандра Грибовска, Иван Јерчик, Борче Ѓаковски и Ангел Мицевски. За преводот од руски беше задолжена Оливера Павловик. Сценографијата е на Валентин Светозарев, а костимите и изборот на музиката на Благој Мицевски. Пред се, драго ми е што сум дел од овај проект и од овај текст и што имавме работа врз една навистина сложена тема, смислата на животот, тешка тема, уште потешка од позиција на лик овој што го толкувам во представата, лик на жена и мајка на син, чиј живот неизбежно е во сегашноста поврзан со она што го носи како лична приказна, а тоа е нејзиниот несуден сопруг, маж, таткото на нејзиното дете е човек кој загинал во концентрацијониот логор. Една сложена ситуација која што Бети се обидува да ја разреши во сегашноста визави средината и времето во кое живее, иако Холокаустот и како чин во кој го губи сопругот, се уште се провлекува во сегашноста од средината која ја обкружува. Она што како личен импулс и актерски и личен мој приватен ми беше во ставот кон креирање на овој лик, секако е една реплика на Бети или поточно на авторот, на Идо Нетањаху. Смислата на мојот живот е поврзана со смислата на нашите животи. Тоа ми беше основниот импулс, бидејќи сметам дека од сегашна позиција секој има слобода да го осмислува својот живот на свој начин, онака како што мисли и она што му одговара во даден момент, но не смееме да заборавиме во ниеден момент дека во таа слобода на осмислување на сопствениот живот и живеењето, секој мора да го има во предвид дека сме луѓе кои од друга страна во секојдневното живеење, во животот, работата, во фамилијата имаме некаква интеракција со други луѓе. Содрувањето на една смисла со друга многу пати не доаѓа до конфликтни ситуации во кои што се повредуваме самите себе и доколку се повредуваме и самите себе и едни со други, така да и за мене лично беше предизвик да се одржи таа теза во смисла дека смислата на секој поединечно навистина е поврзана со смислата на другите луѓе околу нас. Бидејќи во тие повредувања и сопствените насочувања кон сопствената смисла, забораваме дека некој од сопствената смисла може да биде повреден, па потоа доаѓаме во ситуација дека треба да простуваме или да живееме со некои затворени емотивни состојби кои во крајен случај оставаат исто трага кај личноста и носат некое чувство на неправедност. Тоа во глобала беше главниот импулс кој што ме одржуваше во работата на ликот и се надевам дека за публиката ќе биде навистина интересно во овој проект точно тоа дека секој лик
и во оваа позиција, иако метафората и споредбата тргнува со Холокаустот и концентрационите логори, денешницата во многу нешта само како подсетување на Холокаустот може да не однесе кон вистинската насока дека во животот и она што се случува се е некаква лекција од која треба да се извлече некоја насока, токму во тоа осмислување на сопствениот живот и живењето на едни со други. Во театарот најважен е процесот на создавање на едно театарско дело и тоа е еден од критериумите за една убава и квалитетна представа и судејќи по тој критериум можам со сигурност да кажам дека на битолската јавност ќе им понудиме една убава и квалитетна представа. Јас го толкувам ликот на доктор Леман, германец кој за жал не по своја волја се наоѓа на страната на луѓето кои што го извршија геноцидот врз евреите во Втората светска војна. Представата се работи за животни приказни на индивидуи. Мислам дека авторот повеќе се занимава со индивидуи кои потоа ги става во еден глобален концепт и на крајот на криштата тоа е она што со Благој Мицевски постојано го разговаравме дека на крајот на криштата човештвото не извлекува заклучоци од грешките кои се направени во историјата. Авторот Нетањаху го пишува овој текст на еден многу висок стил на изразување. Има во текстот кој од нас актерите бара едно повисоко ниво на концентрација и на прецизност при интерпретацијата на текстот. Тоа што го кажа Петар Горко, сакам јас јавно да се заблагодарам на Оливера Павлович, која што направи превод во кој успеа буквално во секоја реченица, дури во најмалата реченица, да ја задржи мислата и смислата на она што сака да го каже авторот, при тоа строго придржувајќи се кон правилата на правопис и на говорење на македонскиот литературен јазик. И верувајте, гордост ми е што сум дел од оваа институција која веќе 70 години го има приматот на театарска институција која што го негува и го одржува македонскиот литературен јазик кој прозвучува секогаш на сцената. И уште еднаш благодарност до Оливера за прекрасниот превод. Договорот за представата Смислата на животот од израелскиот автор Идо Нетањаху се одвиваше за време на престојот на ансамблот на Битолскиот народен театар на фестивалот во Ако во Израел. На овој начин театарот ги јакне израелските врски. Идо Нетањаху е еден од најзначајните автори на Израел и наш драг пријател и колега, наш искрен драг пријател и колега, кој посредуваше околу представувањето на Битолскиот театар на 2 пати во Израел и се надеваме дека ова продлабочување на соработката нема да застане тука, дека ќе продолжиме и понатака со соработки во разни облици и видови меѓу нашиот театар и неговите пријатели театарски од Израел. И ние го очекуваме во понеделник да дојде тука, тој ќе биде присутен и на нашата премиера. Овој тежок и мачен текст е обид преку последиците од доживувањата во нацистичките концентрациони логори да се спати вистинското значење на силите што владееле и што владеат во нашиот свет. Тука е крајот и на денешното издание на емисијата Магазина Телевизија Мега. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте, а вие почитувани се разбира останете и понатаму на оваа фреквенција. Со нови информации се гледаме повторно утре на истото место во истото време. Довидување, имајте убав остаток од денот.